Пратеникот во германскиот парламент Бајер го потврди она што јас веќе го зборувам подолго време, дека Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН се подготвени да извршат промени на Уставот, но чекаат прво евентуално да победат на парламентарните избори, па потоа да го направат тоа предавство. И практично, кога ги анализираме двете главни политички партии, СДСМ е спремен да предаде и тоа веднаш и не се крие за предавството. Меѓутоа, проблемот кај ВМРО ДПМН е што тоа сакат да го скријат од народот, односно да го излажат народот и да дојдат да го направат тоа предавство по завршувањето на парламентарните избори. И јас сега сакам да прашам, бидејќи тие велат дека ќе поставуваат услови, ќе било одложено дејство на важењето на Уставот, само сакам да прашам за господинот Мицкоски, кого лаже? Дали го лаже германскиот пратеник или ги лаже гласачите, членовите на ВМРО ДПМН, кого лаже? Јас мислам дека мојата проценка е дека на германскиот пратеник тој му ја кажува вистината, а на македонските гласачи им ја кажува лагата, дека тој ќе поставува услови, дека тој ќе бара одложено дејство на важење на Уставот кога ќе влеземе во Европската Унија. За жал, германскиот пратеник ни кажа дека можеби Христијан Мицкоски ќе гласа промена на Уставот и пред да излеземе на гласање на овие парламентарни избори. Она што јас сакам да кажам е треба да се престане со нечесното играње кон македонците и треба да се престане да се третираат македонците како монета за подкусурување и затоа на овие парламентарни избори македонското гласачко тело треба да одлучи да не го дава гласот за оној кој што е подготвен да ги предаде, да го отвори Уставот, потоа во Уставот да се бира председател во парламентот, практично да биде председателот резултат на уцени партиско-политички пазарења, исто така да се направи граѓански устав со кој што ние македонците од единственото место каде што постоиме во некој документ, а тоа е Уставот на Република Македонија, ќе бидеме избришани и каде што практично ќе се прифатат сите оние барања на бугарската држава, а тоа дека сме нација од 44 година, дека нашиот јазик е фалшлив бугарски јазик, односно дека нашиот јазик е модифициран бугарски јазик и дека нашите историски личности се пород бугари. Тоа е недозволиво и недозволиво е на ваков начин да се изигруваат граѓаните на Република Македонија, туку мислам колку и да биде тешка, колку и да е вистината горка за граѓаните, секогаш на граѓаните треба да им се кажува вистината. Токму затоа мислам дека на овие избори ваквите партии треба да бидат казнети и граѓаните треба да донесат вистинска одлука, односно да дадат подршка на оние што ќе ги штитат националните интереси, особено на македонците во Република Македонија. Што е оно што ќе им го ветите на Стружани? Како ќе го побарате нивниот глас? Прво, драго ми е што сум денеска во Струга. Струга е за нас едно битно историско место. Она што треба да го ветиме на Стружани е натамошна подршка за развој на туризмот во Струга, да има сесредна подршка од државата, да овде се изградат хотели со 5 звезди, да се изградат спа центри, да овде имаме висок туризам, што значи дека кога ќе имаме ние квалитетна понуда за квалитетна туристичка понуда, тоа значи дека и останатите фактори за вработување ќе бидат ангажирани, а тоа значи производство на храна, тоа значи сите други услуги што се потребни за функционирање на тој хотелско-угостителски комплекс. И она што е најбитно што можам да го ветам да Стружани е срамота 10 години аутопат да не можеме да изградиме. Тито ги градеше со лопата и со копач и тие се завршуваа за 3-4 години со работни акции, а ова е навистина срамота и јас не знам како доаѓаат повторно да бараат доверба од гласачите и на Струга, и на Охрид, и на Кичево, и на сегде во Република Македонија. 10 години аутопут не може да изградат за Кичево, за Струга и за Охрид. 10 години аутопут не може да изградат за Крива Паланка. 15 години не може да изградат Луна парк. Значи децата нема со лимузинчиња кај да се возат. 15 години не може да се договорат каде да направат клинички центар. 10 години во Штип клиничкиот
клиничкиот центар не го завршиле и како не се срамат да побарат повторно поддршка од граѓаните на Република Македонија, мене не ми е јасно и не ми е јасно како може да бидат толку талентирано неспособни за да не си ги завршуваат обврските кои што се битни за граѓаните, само да прашаме колку народ има изгинато на овој аутопат досега и колку тој влие негативно за развојот на туризмот на овој регион, на Струшко-Охридскиот регион. И не само тој аутопат, ние треба да го направиме аутопатот од Свети Стефан до Свети Наум. Треба да видиме како можеме да се поврзаме со Ресен. Треба да направиме тунел под Галичица. Треба да направиме мастер план за Галичица, за развој на туризмот, значи летото да го поврзаме со зимата. Тоа се развојните планови кои што треба да ги предлага и да ги иницира еден председател на држава. Сега ќе речете председателот на државата не е негов дел економијата, социјалата, ама ако немаш економски развиена држава, ако немаш висок GDP, ако имаш социјална нестабилност, ако имаш социјални немири, државата ќе ти биде и небезбедна, тоа значи ќе имаш безбедносни проблеми.